Почнува вакцинирањето на населението против сезонски грип. Од Министерството за здравство информираа дека почнува пријавувањето за бесплатна вакцинација на ризичните групи, кои може да се пријава со пополнување на апликацијата на порталот vakcinacija.mk или преку својот матичен лекар. Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население: повозрастни лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лицата сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во овие установи. Од Министерството информираа дека обезбедили 2400 комерцијални вакцини против сезонски грип. Од нив 1000 дози за Скопје. За вакцинирање пациентите ќе плаќаат 700 денари. На улиците Николај Островски и Лазо Димовски, Ошенски поставена е нова улична мрежа за осветлување. Со тоа Ѓорче Петров добива нови 31 нови канделабри и исто толку светлосни точки. Обезбедено е тоа да биде со најсовремена лед осветлување и на дополнување на досегашната нова мрежа во должина од 8000 метри. По центар, аеродром и Карпош, зонско паркирање се најавува и во Газибаба, односно во автокоманда. Од општината информираа дека е официјално одобрено воведувањето на зонско паркирање, со кое ќе се реши повеќегодишниот проблем. Во моментов интензивно се работи на изработка на проект за обележување на улиците и поставување на потребната сигнализација. Како што истакна од општината, секое домакинство ќе добие 2 бесплатни картички за паркирање, со што се обезбедува правична распределба и приоритет за жителите. По 3 години казна затвор им изрече Скопскиот кривичен суд на тројцата обвинети за пожарот во дивата депонија Вардариште од пред 1 месец. Според пресудата, тие незаконски, без регистрирана фирма и без соодветна дозвола повеќе од 5 години вршеле откуп на старо железо, метални производи, стари акумулатори и други отпади, со што на Вардариште создале дива депонија. Пожарот што го предизвикале директно влијаеше врз квалитетот на почвата и воздухот во Скопскиот регион. Сите тројца на минатото рочиште ја признаа вината за стореното дело. Нападнато 33 годишно лице со нож пред поранешната стоковна куќа Мост во Скопје. Според информациите на полицијата во близина на соборниот храм Свети Климент Охридски, нападнатиот ТК-33 од село Долно Соње, општина Сопиште, бил под физички удар од 23 годишник кој користел нож со кој му нанел убодни рани. Ножот бил пронајден и одземен, а лицето е задржано во полициска станица. По целосно документирање на случајот во координација со јавен обвинител, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во акција во скопските населби Ѓорче Петров, Хром и Нерези против организирана мрежа за трговија со дрога. Вчера попладне инспектори од одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР извршиле претреси на повеќе локации со цел апсење на лица инволвирани во продажба и распространување на кокаин. Според првичните информации се разбива нова наркомрежа што делувала на подрачјето на Скопје. Во рамки на деновите на македонска музика, вечерова со почеток во 20 часот во Музеот на македонската борба ќе се одржи концерт на дувачкиот квартет Консонанс. Квартетот е познат по својата посветеност на камерната музика за дрвени дувачки инструменти и редовно ја представува македонската современа музика на фестивали дома и во странство. На програмата ќе бидат дела од повеќе македонски композитори. Од вечерва до 11 октомври скопската публика ќе има можност да погледне 3 понови словенечки филмови на деновите на словенечки филм во Кинотека на Македонија. Фестивалот вечерва ќе биде отворен со долгометражниот филм Спасение за почетници во режија и сценарио на Сонја Просенц. Утре на програмата е младинскиот хит Игралиштето не го даваме во режија на Клемен Дворник, а во сабота најновиот документарен филм Планината не оде никаде во режија на Петра Селишкар.